Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте уште едно издание. Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Вечерва имам особена чест и задоволство да ви го представам доктор Маријан Димитровски, кардиолог, интервентен. Добро вечер, добро дојдовте. Широк кадар, да, еве го тука. Ова е човекот, драги мои, кој буквално допре до моето срце. Што тоа значи? Ќе раскажеме во емисија. Го искористив нашето познавање, прво беше професионално, па и приватно сега, да го поканам овде во емисија, после извесен период, за да поразговараме на темата кардиологија. Сега, кардиологија не мора да фатиме медицински факултет, па се и се што, доволно е од мојот пример. Да не разберат гледачиве. Факт е, докторе, дека почеток на 20 век најголема страф и најголема смртност биле инфекциите. 21 век се кардиолошките и канцерогените заболувања. Так. И постои еден страшен антагонизам, страф. Идеш на кардиолог, да отидеш на кардиолог, да спомнеш кардиолог, дека си бил на кардиолог, уште во менталитетот на луѓето е готово нешто најстрашно. Тоа е феноменот кај одреден број на пациенти, 30% некаде од пациентиве, тоа е феномен на Белмантил кој ќе влезе, значи кај доктор и веднаш има тахикардија, покачен крвен притисок, така реакција на адреналинска и тоа е нормално, ние го знаеме, тоа го препознаваме кај пациентиве. Него јас што сакав да кажам дека на почетокот дека како докторот допре до моето срце, мислам дека беше тешко да се допре до твоето срце, затоа што имаше едно добро, можда 1 час до 2 убедување да Јанко, ајде има нешто треба да работиме, има промени на ЕКГ, па знаеш. Леле така ќе да се после убедување Леле лом ќе се направи. Мојот пристап секогаш е, така да кажам, умерен кон пациентиве, значи внимавам да не наеднаш примам дека има инфаркт и дека треба се работи, дека треба да влеземе во сала да му спасиме глава и така натаму, меѓутоа кај тебе беше пристапот полека, реков има едно запушување на една артерија која треба да ја третираме, да ја отвориме и да завршиме. Приказки за мали деца. Драги мои, врска нема муабетов. Знаете она како? Секој како си го мисли. До ден денес се расправам со цела систина околу тоа. Еве ја ќе ви ја кажам приказната од моја страна како беше. Ја имав проблеми со стомакот, кои ден денеска ги имам, гастро. Так. И отидов вечерта во 21 часот и нешто. Ме примија. Што ти е проблемот? Стомакот. 4 години помина, така? 5 години. 5-та година, браво. Драго ми е дека си се уште добар жив. За разлика од тебе, јас се памтам што се дешаваше таму. Дај со колку сум се расправил. Јанко не сакал, Јанко сме го убедувале. Ја да, 2 отпор дадов, ама да ти кажам како беше приказ. Доаѓам таму. На интервентно веднаш ме примат и гледа стомакот, окей, ќе ви дадеме ова, ваму таму. Арно ама. Како дојдовме до целава ситуација? До целава ситуација дојдовме на таков начин што по процедура систина не те остава ме боли само ова. Не, они ми направија скен буквално све. Ја не ни очекував ни на крај памет дека ми е срце. Со крвни анализи, со крвни анализи и све. И ми викаат, слушај, вика мора вика да те прегледа кардиолог, така нешто беше. И отидов кај вашата колешка, ме пратија Јуруковска, доктор Марина Јуруковска, и она ме прегледува, ме она, поминуваат веќе добри 35-40 минути. И вика вака, мора, вика, да те задржиме. Ја викам, зашто да ме задржите за стомако? Па и што па? Бидејќи јас сум рационален човек, новинар, мене зборот ми е многу. Тогаш дојди и ти. Почна и ти да ме збориш дека ама никој не ми кажува што ми е. И ја не можам да ве сватам сериозно. Што ме напињате? Да, меѓутоа добро се сеќавам дека имаше ЕКГ промени и јас
веќе Да, знаев, дека ќе ми се веќе направи ехо на веќе срце, знаев дека дека сум пред она инфаркт. со стомак дека нема врска, Да. дека доминира ова кардиолошка, мислам, акутна состојба, ја реков дека ова не реков ургентна, меѓутоа реков дека треба да се работи веднаш, бидејќи имаме промени најкаѓе, има Ама не ми некои го кажа симптоми. Не реков дека има и дека треба да влеземе во сала да ја отвориме артеријата која личи дека е запушена. Кога тоа би го рече, ја влегов. Кога разбрав дека мора. До И реков, тогаш тешко се допира до вашето срце, затоа што и во тек на интервенција имаше 1000 прашања. Зошто е ова жица сега? Ќе сменам жица, дај, зошто менјаш ова жица, зошто овој катедр го менјаш, зошто ова го правиш, значи едно саат време дискусија као во една твоја емисија овде. Мислам дека беше забавна, Значи, забавна докторот- интервенција. Меѓутоа заврши успешно, морам да се сеќам дека заврши успешно. Ама да не заврши кој ќе... Артеријата беше 99% стенозирана, затворена. Имаше сосема мал проток, така да со една стручна, да кажам, предилатација, понатаму стентирање, процедурата заврши одлично, пациентот супер, наредниот ден мислам дека веќе Еве беше како дома. изгледаше тоа. Ова е една од тие интервенции. Значи, ја бев легнат, значи, кога разбрав дека навистина е со срцето моје и дека има проблем, дека животот ми е во правил, бидејќи а иначе они беа внимателни за да не ме успаничат. Они мислеа дека ќе се успаничам. Ја не се успаничив, ама мојот одбранбен механизам е зборење. Така што Добро, од искуство знаеме дека кај секој пациент, значи нема пациент кој доаѓа и кој баш Ќути. онака ќе каже Покорно работи, ќути. да, ќе легне мирно и ќе каже работи сега, сум релаксиран и работи. А тоа ни треба. Затоа постои прединтервенција, премедикација, значи некои седативи за да се смири пациентот, доколку го гледаме дека не прифаќа, значи има така некој повеќе адреналин во себе, тогаш малку полук муабет ќе правиме, ќе му објасниме на пациентот и така да го смириме, барем со зборови, као што беше случајот со Јанко. значи 2 сата не ти е точно Повеќе затоа што беше зборење отколку интервенција. Значи, вака. Интервенција Разбор- 20-30 минути, а убедување саат и по до 2. не беше Да. ни толку затоа што еве ти го кажувам таймлапсот. Мислам дека ги чекаме и Пред анализите. И знам кој изговор беше. Јанко велеше, дали може да одам, имам некоја програма да завршам и се враќам после. Не, прво беше наредниот ден, па се убедиме истиот ден, па рече да завршам емисија, да се вратам и да биде тоа некаде после 12 сат. Така беше некој. Затоа што не можев, значи до тој момент, значи тоа е оној проблем кој се јавува кога човек има, не вие како лекари од ваша гледна точка сметате дека е тоа одбранбен механизам на неприфаќање и да се Така. побегне од ситуацијата. А ја ви кажувам упорно и се бранам себе си дека не сум нерационален човек, као што се обидувате да ме направите, туку дека едноставно никој не ми ја објасни убаво ситуацијата. Значи, кога оној момент кога ја сватив ситуацијата, кога ми се објасни, ја бев легнат. Тоа беше пред 23 часот. Значи, невозможно е 2 сата. Ја во 21 Од 9 15 почна операцијата. Значи, Ето, не си толку не се можел... сеќавам. 45 минути можело да трае убедувањето. Со тоа што... Зошто 45 минути? Ние разговаравме, јас се симнав само до доле да ги земам резултатите и се вратив назад сам. Потполно сам. И сега беше интересно што оваа интервенција сите беа многу опуштени. Зошто и јас не ве сватив сериозно, иако сум бил во животно загрозувачка. Така. Но сите мирни, нема паника. И се сеќавам многу муабет правевме, мислам, затоа За што ретко интервенцијата? као кој пациент вие некако прашувавте цело време што е ова, што сега, што се случува да видам, па на монитор нели покажуваме што се случува. Значи, Така кога легнав јас, ова имав пред себе. Имав 3 монитора, кои ги гледав. Вие ми бевте од моја десна страна. Од лева страна не можам да се сетам, но се сеќам имаше стакло и многу сестри ово, она ваму и тамо, и ме прашаа шо музика сака да свири. За жал,
Катастрофа беше изборот, следниот пат нема да се случи, не дај Боже. Со своја музика. Симпли ред мислам дека иде, али добро. Некако се поднесуеше. Ти беше во зелено и ми стана јасно, затоа што ја бев добро седатиран, али уста не затворив. Точно. Уста не затворив. Цело време додека траеше интервенцијата, ја бев свесен. Свесен. Немаше никаква болка. Добро, нормално свесен, нема анестезија, локална анестезија и болка. И немавте болка, точно. Немаше Градна болка, немаше. освен сечењето на вената, која ми рече, ова малце ќе го почувствуваш, малце ќе те заболи. Не е сечење да ни плашиме пациентите и луѓе кои ќе прават коронарографија во иднина. Значи не е сечење, тоа е една пункција обична, пункција како со игла, мислам обична игла, инекција. Да, како кажам. али на крај на интервенцијата ти беше жива вода и цел беше во крв. Со мене, затоа што пумпа и прскаше. Многу прашања, тешка интервенција, да, беше набор. Тешка интервенција беше. Да, тешка, 99% на долга лезија, се сеќавам, мислам дека 1 и 2 стента ставивме. 2 стента. Еден беше. Не ме ни памтиш. 5 години, многу пациенти. Еден стент имам. Се Еден. спремаме за вториот. На десната, да. Ќе видиме дали ќе има. Скоро го гледавме филмот Да? и мислам дека треба да се прави повторна коронарографија. Да се направи. направи контролна. Бидејќи имаме искуство, мислам знаеме дека тоа е коронарна болест која е болест прогресивна, која се развива и доколку пациентот не смени нешто во животот, нели, животниот стил, тогаш болеста напредува и брзо доаѓа до запушување, стенозирање и на останатите артерии. Но, фала Богу, сите резултати до сега не укажуваат на ништо такво. Точно, направивме и стрес тест пред неколку недели, мислам. Трет поред. Да, трет поред, кој е негативен, тоа што значи дека нема критично запушување и дека Јанко може да живее, да твори нормално и да прави уште емисии. Целата интервенција траеше околу 1 час, ако не се лажам. Со припрема, со пред она, нели, припрема на материјали, со оној сестрински дел, со спремање на сите, нели, материјали, бидејќи тоа се стерилни услови и тие мора да се запазат онака како што треба во едни стерилни услови да се работи. И самата тој завршен чин едно 5-10 минути она хемостаза која треба се, нели, заврши, да се стави газа за да се притисне артеријата, да се добро стегне за да не крвари понатаму. Инаку некаде да, тоа. Значи, што направивте? Кога легнав ја, вие направивте првин коронарографија. Така? Така, тоа е. Што е коронарографија? Коронарографија е приказ, значи визуелен приказ на коронарните артерии на срце. Да, баш тоа е, ова е десната артерија, десната коронарна артерија. Значи, визуелен приказ на артериите кои го хранат срцето, а кои се викаат коронарни артерии. Како се прави ова? Од таму и коронарна болест. Значи, коронарна болест потекнува тоа што тие артерии се коронарни. Значи, најпрво се пунктира, ние работиме, преферираме рака, порано се работеше нога, феморална артерија, сега се работи преку радијална артерија, бидејќи е, да кажам, многу подобро за пациентот, во однос на комфорт на пациентот, во однос на компликации кои може да настанат од пунктирање на самата артерија, така да сме, ова е потешко за операторот и ден денес на запад во некои центри, ни доаѓаат пациенти кои ги работат преку нога, значи преку феморален пристап, бидејќи таа артерија е многу поголема и полесно е да се најде и да се пунктира и да се работи преку неа. Значи идеш право. Со самите оние катетери и жици кои ги употребуваш во тек на интервенција. Меѓутоа, кај радијалниот пристап, значи треба добра увежбаност, добар тренинг, да кажам, и добар искусен тим да го работи тоа, бидејќи е покомплициран, помал промер на самата артерија и многу често настануваат и спазми. Значи, многу често самата артерија, еден допир на самата жица внатре може да предизвика спазам. И дури некогаш не може да жицата да излечеме, која е внатре, ќе фати со мускулниот слој, бидејќи тоа е артерија која има
мускулен слој, кој е многу активен и доека кој ќе го стегне, значи тој грч не ја пушта жица до таму. Мислам, тоа е такви спазми се постојани, мислам, кај пациенти често се среќаваме. Фала, не доаѓа на втората коронарографија. Тоа се као една можна компликација, меѓутоа брзо ја решаваме со малку медикација давање на натре во артеријата, така ќе пушти. Меѓутоа е да кажам, комфорот е поголем за пациентот, после веднаш интервенција може да стане, може да си оди во кревет и дури истиот ден и да го пуштиме дома. Значи, реков, ние преферираме радијална артерија, влегуваме со пункција на радијална артерија, значи ја пунктираме, преку еден воведник, преку таа канила, да кажам, ние влегуваме со една мала жица која ја ставаме како жица и ја отстрануваме канилата, останува само жицата во крвниот сад. На таа жица наметнуваме интродюсер или шит го велиме, пластичен еден воведник. Преку жицата влегуваме во крвниот сад, ја вадиме жицата, останува само тој воведник, едно пластично цевче внатре кое комуницира со радијалната артерија. И тука е завршен пристапот. Не, тоа е само пристап за да можеме да работиме, да извршиме таа коронарографија. Значи, ова е пристапот. Тунелот. Да, од тука веќе работиме. Тоа е веќе пристап и од тука преку тоа цевче или тој воведник пластичен, ние веќе можеме да работиме, да пласираме жици, да пласираме катетри, бидејќи сега кога веќе тргнува коронарографијата. Каде е веќе ова длабочина поставено, ова кога сте го поставиле, како го рековте тоа и воведник, пластичен воведник или воведник? шит, тој се става, значи во самата артерија, да, во некаде 10 до 15 см долг, во должина, останува внатре и преку тој воведник ние сега внесуваме, значи пласираме жици, најпрво со жица влегуваме, доаѓаме до коренот, значи на аортата, до срцето и тука се првите крвни садови кои излегуваат од аортата се коронарните артерии, лева и десна, тоа се артериите кои го хранат срцето. И ние треба да ги најдеме тие артерии. Значи имаме сега најпрво треба да ги снимиме тие артерии селективно. Прво одиме нели вообичаено десната артерија. Како знаеш каде одиш со жицата, докторе? Значи ја пратиш жицата преку монитор. Преку мониторот. А како ја управуваш? Ја правувам преку тој пластичен воведник од надвор, значи со едниот крај ја воведувам внатре и преку крвниот сад и нормално ја знаеш патеката. Доколку гледаш дека нешто е сомнително, оди лево десно, значи може да си некаде надвор или надвор од крвниот сад и тоа е веќе компликација голема. Меѓутоа, значи тоа се осеќа и по отпорот кој го добиваш при пласирање на самата жица. Можеш да ја вртиш налево, надесно. Да, можеш. Тоа е уствари твојата виштина. Така, ја контролирам жицава и јас ја едноставно водам онаму кај што сакам. Значи цело време буден, никаква болка нема. Нормално. И тоа не се, значи тоа многу малку пациенти го чувствуваат тоа одење низ крвниот сад на жицата. Многу малку. Ја го осетив. Така да се доаѓа, значи, до крвните садови, почетокот на крвните садови. Ја го почувствував така како едно. И ти реков, докторе, ја го чувствувам ова. Цело време пренос ти правев што осеќам. Ствари не од тебе ти требаше, тоа беше мојот страв и шок. Сега осеќам како ми одиш со жица, така сега осеќам жицата. Точно. Тоа беше, изгледа буквално сум ја осеќал, бидејќи најверојатно тоа е стравот и стресот кој сум го имал, ама не е ништо страшно, тоа сакам да им кажам. Кога јас сум го преживел и доживел, секој може тоа да го биде, иако во моментот нема ништо пострашно од стравот. Значи нема ништо што 5 години ја го анализирам. Ништо освен стравот нема никаков проблем во целова работа. Да се вратиме. Стигнавте со жицата. Значи прво до жица, тоа е коронарографијата како ја правиме. Значи тоа е жица која се пласира до почетокот на излезот на крвните садови, тоест на влезот на крвните садови на коронарните крвни садови кои го хранат срцето. Значи треба да најдеме остиум отворот на левата и десна коронарна артерија. И затоа постојат катетри, различни катетри со разни форми, доколку имаме некои варијации кај разни пациенти, нели имаме
малформации, разноразни и така натаму. Имаме разни типови на катетри, меѓутоа вообичаено користиме лев и десен катетер. Најпрво селективно ќе ја сликаме прво десната коронарна артерија и ќе ја прикажеме на Како ја сликаме? Чекај, со полека контраст, објасни ми. значи влегуваме со катетерот, ја вадиме жицата, останува само катетерот кој е едно долго цевче фактички кое комуницира од надвор. Добро. Таа комуникација од надвор имаме шприцеви преку кои внесуваме контрастно средство. Тој контраст е уствари она што ние со кое го визуализираме, она што го видиме пред малку, ова е тоа контрастно средство кое значи оди низ коронарната артерија и нам ни ја прикажува на екранот. Ова што го гледаме, што Да, се ова појавува, горе, па еве се горе губи. катетерот, значи ова е горе катетерот, Ова е катетерот. лев катетер, да, ова е левата коронарна артерија. и он доаѓаш- бризгува. Треба да, значи треба катетерот и тоа е умешноста, некогаш мислам можеш, нели, по искуство ја наоѓаш веднаш, меѓутоа кај пациенти кои имаат заболувања разни валвуларни заболувања, тоа е малку потешко и е скриен или е на место на невообичаено место самиот остим, отворот на таа коронарна артерија и тука треба малку повеќе умешност или менување на разни катетри, барање на отворот, да го најдеме за да бризгаме контраст и да го прикажеме и да ја визуализираме самата коронарна артерија. И веќе тоа е понатаму која, нели, која ќе го завршиме овој дел од коронарографијата, веќе истовремено проценуваме. Ја научив, еве го овде Истовремено правиме теснувањето. процена. Не е тоа, тоа е кривина. Тоа не е. Тоа е кривина? Да, во кривина е малку. Ништо не сум кривина. Да. Така да вршиме проценка истовремено од разни агли, од разни аспекти мораме да снимаме, бидејќи 3D мора да го снимаш, не само два од одгора, од повеќе страни да видиш. една страна може да скрие Затоа самата, се три бидејќи монитора ако е имам. ексцентрично стеснување, ако е само вака, да речеме Ова горе-долу, е рентгенска снимка во така, суштина Скопје, да, уживо, Скопје во да, живо. рентген, ева, да, рентген. рентгенски Затоа ние снимак. носиме кецели, сме така заштитени со А тоа. ние сме мезрачите, што викаш, срце ќе ви спасиш, али затоа рак ќе фатам. Не може, тоа е многу малку. Многу е благо, знам. Па нема, еве, Многу малку. толку години помина. Сакам да кажам, значи, повеќе камери од повеќе агли ме Точно, снима повеќе агли, додека ти го... за да добиеме реална слика на коронарографскиот навод. За тоа го, мислам, кога е све јасно, веќе или е чисто и завршуваме брзо, или тогаш, велиме, има некои стеснувања на коронарните артерии кои бараат третман. Тогаш настапува следната фаза, објаснување на пациентот, бидејќи сега мораме да бараме повторно дозвола од пациентот за евентуална интервенција за стентирање. Значи, до тука сме завршиле. Колку трае ова? Ова е Колку диагностичка. Ова процедура, самата коронарографија, тоа е диагностичка процедура. Значи, диагностичка завршуваме за 10 до 15 минути. Доколку не е комплицирано со нешто. Вообичаено, значи 10 до 15 минути. Ако не заглавиме на некоја радијална артерија, меѓутоа тоа е многу ретко. Така да после тоа правиме, нели, стратегија што понатаму, зависно од тој навод. Дали е чист наводот, тоа ќе кажеме, значи нема ништо, или евентуална причина може да биде и некој, значи не атеросклеротска причина, туку може да биде некој, велиме, muscle bridge, ако е самата артерија, бидејќи овие артерии се лоцирани површно на самиот срцев мускул. И доколку некој мускулно влакно од срцето, или као мускулен орган, се преку таа артерија со самата контракција, ние можеме тоа да го прикажеме истовремено, значи, и може да ја при контракцијата да ја така, затвора. при самата контракција, значи срцето кога контрактира. Тогаш? И тогаш, добро, има лекарства кои може да помогнат да тоа, да кажеме, да бидат порелаксирани и да не добиват болка при тие контракции пациенти. Зошто најчесто овие стеснувања во суштина ова се прави да се види дали срцето добро се исхранува. Така. Кога ќе видите вие стеснување, тогаш што се продолжува ако е веќе за стент, ако процените за стент? Еве, тоа сакав да кажам, кој е наредниот чекор, значи правиме сега стратегија, зависно од тој навод. Доколку е све окей во ред, завршуваме, пациентот брзо
за 2-3 часа си оди дома, му објаснуваме евентуално што е причина за таа индикација, нели, која е била за коронарографија и нели ќе му објасниме. Меѓутоа, другата можност е дека може да има едно-две стеснувања на коронарните артерии и дека треба да стентираме. И тоаш му објаснуваме на пациентот повторно, бараме негова дозвола за понатаму, за бидејќи ова е веќе интервенција, значи ова е веќе диагностичка процедура која е завршена и бараме дозвола за стентирање. Доколку добиеме тоа, ние нели добиеме дозвола од пациентот, продолжуваме со стентирање и понатаму нели цела онаа процедура која трае. Трета можност од наводот која може да биде, тоа е да имаме една повеќе садовна коронарна болест или стеснување или зачепување кај што се на многу лоши места и кај што е голем ризик за поставување на стент. Тогаш е индицирано за байпас, значи пациентот му објаснуваме дека има решение и дека ќе мора оперативно да се реши, тоа е со байпасирање на оние стеснувања. И тогаш оди во раците на кардиохирургот, тоест кај Сали Стаџар. Да. Добро. Значи тоа се три варијанти. Значи остануваме она што е најчесто и мислам дека колкав е процентот на класичен обичен стент како што го имав ја, ми рековте дека ова просто вообичаено, колку многумина, колку вакви многу интервенции имате извршени и се наоѓаат вакви? Нашата клиника или лично јас или не го разбирам прашање. Дали или од вашето искуство е? Па еве неделно имаме можда 15, да кажам, стента да потрошиме. 15 луѓе дошле со срцево заболување сериозно и си отишле здрави на нозе. Нормално. Значи повеќето ги пуштаме истиот ден. Истиот ден. Да, доколку е некомплицирано, доколку е самата интервенција. Да, мене ме пуштија одма, ама мене ми се уарни да ви кажам, останав 3 дена со врски. Раат ми беше, како беше тогаш, четврток, петок, до недела недека си останав. Викенд. Супер, цел викенд си останав. Супер ми беше. Се одморив, да ти кажам, се одспав. Не ми верува никој. Меѓутоа, морам да признам, да приметам нешто и да кажам секој чест Јанко за промена на животниот стил, лайфстайл, што велат, нели? Бидејќи ако човек со таква коронарна болест која што имаше, нели, пред 4-5 години веќе, и ако не сменеше нешто до сега, не знам дали ќе седеме овде и вака ќе збориме. Да, апсолутно. Значи, сигурно и гледам по вака, нели, и исхрана, и велосипед, и све. Но ќе збориме за превенција. Намалена телесна тежина и тоа. Ќе збориме ова. Да се вратиме на стентирањето. Како иде процедурата на стентирање? Што е у суштина стентот? Па стентот е една мрежеста метална структура, цевчеста, која се служи као арматура на крвниот сад внатре, значи се пласира и јас често тоа го објаснувам кај луѓе кои не знаат, значи еве тоа, да, сега може да се види. Го споредувам со она федече во пенкалото, кој е така го објаснувам, да, и објаснувам личи на тоа. Меѓутоа, тоа е, гледате како сега се отвара, внатре во него, кога е тој, нели, внатре кога го пласираме на место кај што треба да се отвори стентот, значи треба прво добро да се погоди место, да се пласира на правото место, бидејќи некојаш милиметар подолу или погоре, ако се стави стентот, може да биде многу фатално. Така да треба, значи, да се стави. Колку е он долг или има различни? Има различни, зависно од тоа каква должина и диаметар бараме. Тоа е вашата процена. И тоа е, да. И тоа е многу важно да се процени и многу важно е да имаш материјал онаков како што бараш. Многу често знае да се импровизира доколку немаш материјал. Ова е едно комплицирано стентирање на бифуркација, значи на место каде имаме рачва на крвните садови. Тоа е прилично комплицирано. Да, тоа е така да кажем, комплицирано и тоа и кај нас се изведува. Значи, муабетот ми беше за
за стентот, дека се внатре постои балон, значи он е издуван, балонот на кој е наметнат стентот, се пласира точно на место и нормално, зависно од димензија, какви имаме од 2, 3, 4 во сантими зборам, 40 мм стентови, од 12, од 0,9 мм најмали до и промери разни, од 2, 3, 4 милиметри и тоа кој ќе се постави на правото место, тогаш со помош на пумпа од надвор го надувуваме стентот некаде во просек 10-12 па и повеќе атмосфери, доколку не се отвори добро, ние гледаме, бидејќи некојаш знае самата лезија или стеноза, стеснување да биде многу тврдо, тоа бара повеќе атмосфери и до 16-18 атмосфери. Значи тоа е огромен притисок кој го додаваме од надвор и на тој начин тој се отвара. По отварање ние го враќаме назад, се издува балонот, го извлекуваме балонот, останува стентот внатре кој се вметнува во самиот ѕид, да кажам, внатре во крвниот сад. И сега секогаш, постојат проблеми во тек на првите неколку дена, бидејќи тоа е као страно тело, секогаш постои ризик од тромбоза. Значи на истото место може да постои рана тромбоза во тек на истиот ден или малку подоцна да се запуши и да се затвори стентот. За да не дојде до тоа, ние имаме разни медикаменти кои се дават интравенски или се дават во вид на антикоагулантна и антиагрегациона терапија за да не дојде до запушување. Од друга страна и самиот стент, овие да кажам најновите стентови кои ставиме еден и кај вас, тоа е драг-елутинг стент кој е обложен со лекови кои не дозволуваат првите 9 месеци да се пролиферира или да буи она ендотелот однатре. Значи веќе после месец дена почнува ендотелизација. Значи самиот крвен сад го обложува тој метален дел од стентот, значи ќе го обложи со ендотел. Меѓутоа по правило тоа знае да биде многу буење и да го запуши. За да не дојде до тоа, самиот стент, значи има такви лекови кои не дозволуваат таква пролиферација или буење на тоа ткиво и да остане нака. Многу е важен постоперативниот период или постинтервентниот период, како ќе се продолжи прво со медикаменти и второ со начин на живот. И да не се прекине никој. Значи имаме многу пациенти кои неодговорно или не знам или не може да се допре до нив да и се објасни колку се неопходни тие лекови антиагрегациони кои треба да ги примат во првите особено 5-6 месеци, кои не треба да исклучуваат. Значи се случува да ги исклучи од веќе 5-6 ден и доаѓа за 2-3 недели со едноставно тромбозирани внатре запушени стентови. Тоа е компликација голема. Да, иначе додека го пиете тоа лекарство ќе забележите модринки по вашето тело, вака да се пипнеш било каде, модрица многу лесно се создава затоа што ја разредува крвта поприлично, ги намалува тромбоцитите, антиагрегациона терапија. Не ги намалува, меѓутоа ја спречува агрегација на тромбоцитите. Тромбоцитите да се формираат и тоа е двојна терапија, најчесто се оди со аспирин. И треба малце да се пази тогаш да не се исечеш, да не ризично, да не се пентариш по планини и така натаму, значи еден малце прибран живот да имаш. Да се навратиме малку околу стентов и бидејќи докторот сега пред вас гледачите, он како стручњак, вамо таму, иначе си е мајтабџија. И додека траеше интервенцијата врз мене, едно време, вајда за да ме заќути или нешто, слушам се уклучува компресор. Ама буквално истиот оној звук кој го имате кога ќе отидете кај велосипедистко, а му викате напумпај ми ги гумите, чекај, кој ќе го уклучи. И вика, знаеш ли што е ова? Вика, не знам, кога ти го ставив сега стентот, сега ќе ставам балон.
Ја, како ме балон ќе ставиш? Така вика, ќе ставам балон во стентот за да го надувам. И како и тука ми објаснува он со она дека е тоа како федерче од тоа што ви го покажав и треба да се надува. Так. И ми вика, знаеш ли колку атмосфери? И ја викам, не знам, вика, со колку ги пумпаш ти гумите на точакот? Па ја викам 4-5 атмосфери. 3-4, да. Да, пошто Зависи тенки од точка. гуми имам јас. Да, користам. тоа е и повеќе. 4-5 Тоа атмосфери. е и 6-7. И- У Вика- камион, знаеш колку? Да, 12. И ми вика 9 атмосфери спремам за тебе. И ја као, сега види, ја бев под диазепами сигурно таму, имав колку ме наклюкавте, едно 5-10, сигурно за да бидам полабавен човек, свесен у тоа и да остане смирен, па не знам, монах да е од Тибет, тешко дека ќе остане стабилен. И ми Мислам дека дојде правиме- тогаш една слика, викам, 10 атмосфери, некој пумпа у тебе, овде. Викам, нели постои опасност да... Знаеш, те фаќа параноја, паника, свети е проблем. Што ќе направиме со 10? Што ќе направи? Добро, знам дека имаш и постдилатација со балон, бидејќи на места кај што не изгледа стентот добро отворен. Значи, може во целиот стент да нема добро да се отвори и во некој сегмент кај што не е добро отворен, тогаш ќе земеме балон кој е нешто со поголем промер и со поголеми атмосфери, мораме да го отвориме стентот идеално за да ги прати контурите на самиот крвен сад. Значи не е добро да биде онака со импресија некоја стентот, бидејќи тоа е повторно можност за да брзо тромбозира стентот и да нема долг век. И затоа треба идеално да се отвори стентот, да може, значи, протокот да биде идеален. Доколку нешто смета внатре, тогаш тоа е повторно, како да кажам, услов да се запуши стентот. еве, гледам, Значи мора да биде идеално отворен. И тоа го работиме, повторно ставиме балон. Значи, мора убаво да биде залепено овдека како на сликава, Така е. а ова е со време како он ќе, како го Точно. викаш, дилетира. Не, со време како, добро, ова е повторно дилатирање, тоа е со балон, значи постдилатација, значи повторно правиме, го отвараме, доотвараме стентот. Значи он ако не е добро отворен, го повторно со друг балон, посебен балон, го отвараме стентот онака како што треба, за да може да ги прати контурите да или да се отвори идеално. Бидејќи ова е и цело време, зошто цело време да е буден пациентот? Зошто да морам јас Затоа што сега ни муабет треба- да ти правам? Зошто ја да морам да гледам? Зошто ако нели целиот тој стрес да се преживува, иако е нели гола вода стресот, нели имаш фантастична друга работа, не е нели Па добро, на отворено срце, операција и така натаму. Прво самата интервенција и затоа не е операција. Значи ова не е операција, не е и кај луѓе вика бушење. Ти си бушен или не си бушен, има и такви варијанти, бушење операција, значи не е операција, туку е интервенција, интервентна процедура. И токму заради тоа нема потреба од никаква општа или анестезија, може мала премедикација ако сметаме дека пациентот е напнат и дека е нервозен, да го смириме, да го релаксираме. Меѓутоа нема потреба, а и ни треба пациентот за соработка. Од првиот момент кога пласираме жици, Цело време соработувам. така и дури И превиш. и превиш. Од првиот момент кога пласираме жици и катетри, ни треба, бидејќи секој, да кажеме, ние некојаш може и немаме доволно такво чувство, меѓутоа тој ќе осети ако има некоја пречка, ќе осети внатре. Може заради спазам било што и тој ќе каже, ние цело време ќе го прашаме дали имате болка, дали е се во ред, дури и во тек на коронографија може да се случи од било кои причини некој Кажи ми, па да видиш дали ќе ти дојде. Добро, ова се компликации. Не, се шегувам, Ова се се шегувам, компликации. Значи компликации. Ризици. Да, ризици секако, тоа е интервентна процедура и се опишани ризици дека постојат тоа и тоа. Може ако сакате ќе ви кажеме за тие компликации кои можни, кои се контраиндикации кога не Но смеш да 15 правиш. души неделно
ја колку што разбрав од твоите колеги, ниту еден од овие проблеми не сте ги Нема, имале. нема, апсолутно. Обично 99,9% процедурата е праволиниска, многу едноставна, дури многу рутинска. едноставна и многу е важно да работиме со материјали кои се нови, неупотребувани на повеќе пациенти. Тоа е многу важно. Значи материјали, искусен тим и кој ќе работиш све по протокол онака како што треба, многу се мали самите компликации, и на тој начин ги избегнуваме. Вака, вие не сте лекар од Марс дојден, вие сте завршиле медицински факултет, македонец сте овде во Македонија и така натаму и така натаму. И сега човек денес се прашува и вашите колеги генерално нема многу разлика. Сите сте многу стручни, многу добри, извореден кадар, све. Но некаде има подобри перформанси, некаде има послаби перформанси. Не само кардиохирургија, Так. воопшто здравството. Па добро, Зошто сметате дека еве во Систина? Што е? Сигурно ти заради поголема плата не би работел полошо у друга институција. Так, Но што е, бидејќи знам добро дека прашање. платата не е она. Не е главниот мотив. Не е главниот мотив. Па- Што е тоа што ви прави, еве, вамо кај што работите, да сте толку ефикасни, да сте толку добри, да има толку добри резултати пост? Па еве прво ќе кажам, значи нашата клиничка болница Систина, еве се збориме за нашиот оделот за кардиологија и интерна медицина, се состои од еден тим, значи голем тим на стручни лекари, специјалисти од многу области. Покриена цела интерна медицина. Значи имаме ревматолог, имаме ендокринолог, имаме невролози, пулмолози, кардиолози. Покриеност тотална и тоа е една екипа која цел ден сме во контакт од утрово со еден состанок на кој ги поминуваме сите пациенти и разговараме за нив конзилиарно. Значи секој ден имаш човек од кој профил ти треба за пациентот, за консултација, нели? Секој не е стручен за некој, или пациентот има повеќе болести, не е само една болест, туку покрај кардиоваскуларни заболувања секој се асоцирани со дијабетесот. Секој е добре дојден консултација со дијабетолог, со ендокринолог за него, за добро водење на пациентот. И ја токму тука го гледам тој концепт на концентрација на такви лекари, стручни од сите специјалности. Ја во еден момент можам да направам све за пациентот кој мислам во еден момент што ми треба. Имаме од магнети снимање, од компјутери, пет стенови и така натаму, да не збориме за... За колку време ја добити мојата крвна слика кога откри дека, бидејќи првата аномалија вам ви се потврди преку крвната слика која беше итна. За Тоа колку не ја беше добивте? во убедувањето, нели кога рековме има екање и има градна болка, и третото нешто што го бараме Немаше као градна болка, имаше стомачна Добро, болка. стомачна, лажна стомачна болка. Лажна стомачна болка. Така. И третото нешто за потврда, мада овие две беа сигурни потврдени, бидејќи екање кој ќе видам такво екање со такви промени, значи за мене е јасно. Сега јас на пациентот не можам да му веднаш А кажам... што беше во ЕКГ-то? Имаше Во EKG промена во ритмот? Не во ритмот. Имаше промена во инфериорниот зид, во долниот зид на срцето, се гледаше знаци за исхемија. Значи инверзните бранови, тоа е препознатливо и секој искусен, мислам, кардиолог тоа би го препознал и би алармирал. Но и за колку Меѓутоа, трета потврда на тоа е лабораторија, тоа е биолошките маркери. Тука имаме еден параметар кој е кардиомаркер, да кажам, специфичен само за срце, тоа е тропонинот и тој го вадиме за 10-15 минути, можеме да го добиеме како итен, нели, случај. Ќе го најавам и треба итно, за да И тоа 24 сата работи таа лабораторија? Да, ностоп работи. Значи лабораторија ностоп работи и за итни случаи било какви имаме. Значи, веднаш добиваме. И јас го добив тропонинот за 15 минути и веќе тоа ми беше мислам, не за мене, него за да му објаснам на Јанко дека веќе имаме сигурно индикација за итна коронарографија. Тоа беше... Уживаат у Систина, по цел ден се избере. Дебелиот кога дојде,
И неќете да влезе. 2 сати го убедувавме. Ти, шо збори? Не, ти не. И 2 сати. И тоа е трач муабет број 1. Од газда до доле, до секој. Ама, добро, нека ви е, само да ви е убав денот. Не, шега на страна. Така, значи, шега на тоа страна. имаме одличен тим, одлична соработка со колегите и мислам бенефитот Сите имаат соработки, па пак вашата нешто се разликува. Значи, она што ја алудирам и асоцирам е, сте работели и во други установи. Да, во државно, повеќе од 15 години работим Значи, на клиника за кардиологија. Така. Значи, таму има стручни луѓе пар екселанс. Ама, начинот на организација, менаџирањето на самиот оддел и на целата клиника да ви е поставена на рака, на тацна, на располагање, да ти сите ресурси ги имаш во сите, Тоа е тоа. вашите колеги уште се борат во државното здравство, кое се обидуваме да го направиме, да го дигнеме на тоа ниво. А систина го има и токму тоа е разликата измеѓу, нели, секој може да купи камера и да викне водител. Така, и ќе направи телевизија. Ама како ќе го организираш ти сето тоа да функционира, тоа ќе си го почувствуваат гледачите. Бидејќи секој може да купи и програма, да купи и водители, да стави убави, да купи, не знам, франшизи за квизови и ова и она, и сите. Ама кај некој не им иде. Би рекол, пристапот до пациентот, може првиот контакт е, може и најбитен да кажам. Значи, за да му влееш доверба на пациентот, мора да едноставно се предадеш, не е онака површно. Пак ќе кажам, една споредба, дигресија со она која работевме порано, нели, на клиника за кардиологија. Не велам дека погрешно, меѓутоа имаше многу пациенти, многу голем обем на пациенти и многу пати, значи, работевме повеќе од тоа што треба по некој стандард да се работи со одреден број на пациенти. Така да ги гледавме, да, и така да, мислам, поминува и некојаш во тоа ти влегува навика да само не го гледаш, не го гледаш кај ја нема ништо, добро е, нема акутно, добро е, и така, значи, си сигурен дека нема акутно. Немаш време да му посветиш. Немаш време и го праќаш, ќе кажеш направи тоа, направи, еко и дојди повторно те видам. А ја преглед кај тебе, бидејќи овие 5 години доаѓа неколку пати во годината, по твоја препорака, за стрес тест, за прегледи, за ова, за она. Тоа е тоа, значи, кога доаѓа сега кај мене пациентот, најмалку 1 час. Така е. Јас одам до крај со него, значи нема во истиот ден. Целта е да имаме истиот ден диагноза и истиот ден да имаме, значи, терапија или решение за неговата болест доколку ја открием. Значи, тоа е поставеноста или концептот на, да кажам, на нашата клиничка болница Аџи-Бадем Систина. Нивото на квалитет на материјали и нивото на квалитет на опрема. Исто многу битен. Многу битен момент. Ти го спомна тој некој стенд, како го рече мојот стенд? Тој е, добро, обложен или drug eluting стенд. Значи, обложен стенд со лек. Значи, да речеме, во 2012 тоа било врвна... Првата она генерација стентови. Ако тргнеме од она 74 година, првото она балон дилатирање извршено, за 12 години веќе е ставен првиот стент, мислам дека во Тулуз беше 86 година. И после тоа е една експанзија на стентови, се подобри, со подобри перформанси, бидејќи стентот има повеќе својства кои ни требаат. Тоа е да биде стентот. Не е само ова да го гледаме вака ригиден стент кој е мрежа, да кажам, цевчеста, туку треба да биде продарен, да продира низ оние, без да се деформира низ оние тврди плаќи, бидејќи внатре можете да замислите во крвниот сад кај што имаме стеснување од 90%, тој треба да помине внатре, да го пласираме внатре, да помине и да не се оштети стентот. Збориме за микрони. Значи, тоа се тие страци ги велиме, значи страците на стентот, значи начинот како тие се исплетени, нивната плетка. Значи тој треба да е флексибилен, да не се оштети при самото влегување, да е продарен и да ги задржи контурите на крвниот сад, бидејќи многу често
нели, крвните садови се во некои кривини и тој треба да ја задржи контурата да биде флексибилен истовремено, а и она најважно негово својство да кој ќе се отвори, да остане во таа форма и да остане као арматура на крвниот сад да го држи отворен. Тоа е главната цел на крвниот сад. И последно тоа е втората генерација, првата генерација bare metal обични стентови што ги видиме тие. Тоа е веќе уште се работи со тие. Меѓутоа, третата генерација е овие биоресорбилни стентови кои сега, нели, со поставување после 9 месеци и година време тие као исчезнуваат и веќе се ресорбираат. Значи, такви. И такви има. И такви има. Имаме и такви ставено, и такви стави. Обично кај помлади луѓе претпоставам тоа иде. Па не кај помлади луѓе, зависи од самата, нели, и од самото стеснување какво е, од самата плака, од крвниот сад. И располагате и со такви сега? Имам и такви, да, имам и такви. Што значи евентуално можам и јас таков да добијам? Може и за Јанко таков. А овој што ми го стави првиот, тој која ќе умрам, од мене ништо која ќе остане едно вакво. Има и такви прашања, докторе, кога ќе го вадиме? Кога ќе го вадиме? Извади го сам, искашла го, кажи го вака, напни се. Не е шега, ама стварно не е ни толку сериозно, ни страшно. Сам го преживеав и сакам да им укажам на луѓе, бидејќи многу има страф, има многу фобија од која ќе се дојде до вакво нешто. Но треба сега во следниот дел од разговорот да разговараме зошто доаѓа до ова и како да се превенира. Но, пред тоа, би замолил режијата да одиме со еден блок реклами. До сега зборевме за ситуации, а мораме да бидеме несериозни, затоа што иначе ќе сврдат, знаеш, луѓето имаат психологија. Ова не можам да гледам, пушти нешто друго, било што. Но, стварно, до сега зборевме за ситуација дошаја нос до коску. Не мора ова да се случува. Малку го свртевме редот, значи почнавме, не навлече со случајот Јанко, нели, не, ти почна тоа да знаеш, глеси емисијата. Па го допел, како лесно го допел. Ти ме рчна, толку ми требаше. И сега, значи, од болеста, прво фатиме за терапија, стентирање, ама сега ќе се вратиме назад, така да, мислам, дека е ред да кажеме некои... Како доаѓаме до овие заболувања? Зошто ги има? Значи, буквално ме интересира профилот на луѓе, мажи, жени, години и зошто. Така, добро. Тоа е, значи, ова е дел од коронарните болести, за кои сега зборевме, се дел од кардиоваскуларните заболувања, во кои спаѓаат тука уште, значи, срцевите заболувања заедно со циркулаторниот систем, мозочните заедно со циркулаторниот систем, значи исхемични мозочни заболувања, тоа оние мозочни инфаркти, удари и така натаму, и болеста на периферните артерии, во кои спаѓаат артериите на нозе, раце и каротидните артерии, значи тоа се спаѓаат во овие кардиоваскуларни заболувања. Во основа на сите овие болести е атеросклерозата. Тоест, во 95% од случаеви е причина атеросклероза. Само во околу 5% од кардиоваскуларните болести како причина се наведува или васкулит некој на крвните садови, значи воспаление на крвните садови, или некој, како што реков, muscle bridge, кај што се проблем со премостување на мускули влакна преку коронарните артерии, или евентуално некоја тромбоза од друга причина. Меѓутоа, овие болести, коронарни кардиоваскуларни болести, од кои коронарните болести 50% паѓаат, значи, на коронарните болести. Не со право во светот за овие болести се вели дека е убиец број 1, бидејќи од сите смртност, да кажам, од целокупната смртност, 50% отпаѓа на овие кардиоваскуларни заболувања.
Од тука и значењето за овие болести и за еден, да кажам, здравствен систем, како светски, така и национален здравствен систем, да се организираат и да се подредат во смисол на превенирање на болестите, правилна диагноза и правилно лекување, бидејќи знаеме дека овие болести можат како последица да остават инвалидитет голема, значи морталитет исто имаат и со тоа се голем товар во едно општество, значи социоекономски проблем кој здравствените организации мора да го во еден систем мора да го решаваат најдобро. И затоа се преземаат мерки од тип на превенција, значи на овие болести. Самите американци тие се најпедантни, или се рачунаат во пари, така да еден вложен долар во превенција и враќа $3, значи заштеда од $3 за пациенти кај од овој тип на болести. Значи со добра превенција трошоците понатаму на државата се намалуваат за 3 пати со добра превенција. Инаку, кога збориме за превенција, значи постои примарна превенција, кај што на цела популација и секундарна превенција, која таргет има веќе заболените од кардиоваскуларни заболувања. Но, за да дојдеме до тоа, ја би ве замолил првен, зошто доаѓа до овие заболувања? Па, реков, во основа лежи атеросклерозата. Да, ма зошто? Атеросклерозата е значи, што значи тоа? Знаете, тоа се постепено стеснување на крвните садови и со тоа помалку доток на крв и така натаму и така. Но зошто се случува тоа? Се случува затоа што, значи, реков, постојат ризик фактори кои се многу важни за оваа болест да се напоменат, значи за да можеме да знаеме, нели, во која насока, во кој правец да го смениме својот стил на живење и на тој начин да ги избегнеме овие ризик фактори. И сега ќе ги наброиме тие ризик фактори кои веројатно полека, внимателно да ги разберат луѓето што ги убива во животот. Така, на прво место би го ставил пушењето како ризик фактор за овие кардиоваскуларни заболувања, бидејќи со многу студии е докажана, значи, корелација на пушење со кардиоваскуларни болести, со добивање на коронарна болест. Да не збориме сега како тоа никотинот дејство, како делува директно на крвните садови, ги, нели, оштетува, ги на тој начин предизвикува исто тахикардија, зголемен крвен притисок и као, нели, никотинот, дури пасивни пушачи се исто така подложени во овие, да кажам, ризик фактори. Така да пушењето би го ставил на прво место и бидејќи е многу и лесно да се, едноставно, да каже, се прекине. Стоп на пушење, нема пушење и тоа е тоа, доколку, нели, постои ризик од ваква болест. Понатаму, физичка активност. Значи, физичка активност подразбира правилна физичка активност секојдневна на човекот. Значи, не треба таа да биде некоја, да кажам, програмирана или насилна или секојдневно нешто интензивна, туку треба да биде умерена и да трае 30 до 40 минути. Пример, пешачење, возење велосипед, планинарење, фитнес, пливање, разноразни активности кои можат да го подигнат пулсот, значи не е само да оди човек онака и да го држи пулсот на 60-70, туку пулсот треба да се качи некаде 70% од максималниот дозволен пулс. Колку е максимален дозволен? 220 минус годините на Јанко. Значи 160. Да, тоа е твојот максимален пулс и сега 70% од него и да го, значи тоа е максималниот пулс. Меѓутоа треба 70% 120 да не качува. При активности 30 минути е добро да до 120 да се држи.
Значи тоа е аеробна фаза кај што се топат масти, кај што е најповолна активност за кардиоваскуларниот систем. Со тоа се обезбедува, значи ги прочистуваме крвните садови. Добра кондиција, значи добра кондиција, срцето одржува добар ритам, значи самиот организам станува поотпорен на стресови и на разни оние варијации притисочни, поотпорен. И со тоа на некој начин се избегнува, нели, ризик факторот од тие дневни удари на стресови или на варијации на крвниот притисок или зголемен пулс. Значи пулсот е многу помирен доколку самиот пациент е трениран. Ќе ме фати мрза и да му сауна. Ќе се препотам, ќе дигнам пулс. Денеска добар сум. Понатаму ризик фактор следен е хипертензија, значи покачен крвен притисок. Се знае крвниот притисок 120 со 80 е нормален и тука нема многу, нели, дискусии дали мене, јас сум навикнат на 150, кој што викат пациенти, мене ми е добар 150 со 90, да кажем. И јас сум навикнат. Значи тоа е погрешна стратегија. Секој кој има притисок треба се лекува или со лекови или со начинот на живот, тоест со начин на исхрана. Да избегнува солена храна, да избегнува тестенини, стресни ситуации, да биде релаксиран, физички активности. Нормално ќе збориме за исхраната подоцна. Значи сите тие овој компоненти кои ги внесе као борба против хипертензија, тогаш ќе има ефект и ќе имаме еден ризик помалку во за добивање на кардиоваскуларни болести. Мажи, жени, години. Да, тоа е ова се збориме за ризик фактори на кои може да се делува. Значи, се уште не сум а ризик фактори на кои не може да се делува, тоа е наследност, значи наследен фактор. Тој не може да делува. Што е тоа наследен фактор? Наследен фактор. Значи, овие болести во голем дел се наследни. Артериосклероза може човек и најздрав живот да има? Не, артериосклерозата почна и уште од детска возраст. Значи, почна постепено се развива. Некаде, затоа се вели човекот онолку стар колку што е напредната таа атеросклероза на крвните садови. Вау. Да, меѓутоа таа е прогресивна и за да се спречи тоа, ова го збориме, овие се тие ризик фактори кои доведуваат до напредок на атеросклерозата и до појавување на првите симптоми или првите манифестации на првите болести. Значи, од она што реков наследен фактор на кој не можеме да влијаеме, наследен фактор, пол, значи, тука маштите се кај овие болести на прво место, додека жените се подестрогени, се, да кажам, привилегирани или во помал процент заболуваат од овие болести. Зошто? Па тоа е тоа, природата е таква. После 50 години жените се изедначуваат со мажите во однос на овие болести. Значи, се претпоставува дека естрогените хормони се тие кои ги штитат жените од предоминантна болест кај мажите, коронарната болест. Феминизираноста кај мажите и ќе им превенира. Се шегува. Геј популацијата га и нема. Да, рекол за хипертензија као ризик фактор. Начинот на исхрана. Многу ќе збориме за исхраната еден посебен. Тоа е еден ризик фактор, значи начин на исхрана, многу важен ризик фактор, нели лош начин на исхрана, знаеме што е. Што е лош начин? Да. Значи за исхраната ќе збориме што треба да јадеме, а сега што голема уште као ризик фактор е, значи зголемена телесна тежина, исто као еден многу важен ризик фактор. Значи знаеме што значи обезноста, со обезноста носи со себе оптоварување на срцето, самиот обем, понатаму сигурно носи со себе и покачени масти и тоа овие лоши фракции, да кажам, ЛДЛ, холестеролот, триглицеридите се по правило покачени кај пациенти кои се обезни. Тоа се пациенти кои не можат да се активираат кој што треба и скоро редовно имат и покачен крвен притисок. Затоа телесна тежина треба, се знае, body mass индекс, нели, да биде
под 25 до 25, да кажем, односот на висината со тежината. Значи регулирање на телесна тежина. Знаеме како, нели, со активности, со начин на исхрана, со промена на стил на живење и да се регулира телесната тежина. И стресот, предпоставам. Да. Значи, понатаму, дијабетот. Многу важен исто ризик фактор, бидејќи значи скоро и да нема пациент со шеќерна болест кој нема некои, да кажам, од овие болести кардиоваскуларни. Значи, обично е асоцирана со коронарни болести и тоа знаеме како изгледаат тие болни со коронарни болести, со повеќе садовна коронарна болест, со едно генерализирана атеросклероза на буквално дифузна болест на сите коронарни артерии, дури и на периферните артерии, на нозе, на вратот и така натаму. Значи, шеќерната болест, тоа што подразбира? Тоа подразбира рано откривање на шеќерната болест, правилно лекување, правилна исхрана и со тоа ставање под контрола шеќерот. Значи, многу битна работа. И ова голем процент од вашите пациенти се Многу голем процент се, значи, со шеќерна болест. Со дијабетес. Да. Друг ризик фактор – хиперлипидемија. Значи, луѓе кои имаат покачени масти, велиме, значи холестерол, триглицериди, ЛДЛ, лошиот што го велиме, и ХДЛ, оној добриот, значи тој баланс треба да биде секогаш во корист на ХДЛ кој треба да биде малку, нели, над единица, додека овие да бидат секогаш во граница. Нормално некогаш тоа е наследниот фактор игра многу голема улога, така да човекот. Да, наследен фактор кај овие хиперлипидемии. Човек кој е од раѓање, од дете, така значи познавам кој по генетски ризик толку висок холестерол да држи да цел живот е на терапија. Цел живот, буквално. Добро, тука имаме на располагање и лекарства, и понови статини, росува статини и така натаму кои се, нели, по шема се употребуваат веќе во Ти го држиш на еросфера? Да, повеќе години и добро оди. Па добро оди и неку, да. Стресот. Стресот. Ризик фактор кој по искуство, значи овие пациенти кои ќе влезат и кои ќе почнат на комуникација и разговор со пациентот како, што за тегобите и така натаму, значи веднаш се приметува самиот профил на пациентот, дека тој е подложен на стрес, дека има таква градба, таква конституција и тогаш сигурно дека советот за антистрес што треба да прави, се знае, антистрес, најдобро е физичка активност, некои типови на медитација, да кажам, нешто... Хоби, издувен вентил, некаде некој да најде човек и да го реши стресот на тој начин. Бидејќи стресот, секојдневниот стрес, значи адреналин, а адреналинот е провокација на овие болести. Фала ти си единствен лекар кој го изговорил ова, бидејќи сите филозофираат за стрес, никој не објаснува што е стрес. Стрес е адреналин. Па тоа е стресот е одбранбена организма, реакција на организмот. Значи стрес некој се спрема за одбрана, значи тоа е стресот, нешто грч, лачење на адреналин, стегање на крвните садови и со тоа, нели, оние веќе ако постојат некои плаки внатре, некои стеснувања, тоа може да руптурираат и да пукнат и да се направи веднаш запушување на тој крвен сад. И најчесто инфарктите се случуваат во утринските часови. Зошто? Затоа што хормонот на будење или човекот кога се буди има најмногу адреналин во себе. Значи утрово. И затоа рекоме, затоа се збори дека кафето е вишок на она што вели, дај да се разбудам. Природно, значи кога се буди човекот има најмногу адреналин во себе и тоа е и не случајно, значи повеќето од инфарктите се случуваат наутро.
наутро кај нас е фолклорот е кафе и цигара. Значи, ужас, хорор за Да, организмот. додаток на Значи, адреналинот. подобро е да почекаме еден час, два, Па добро, со вода, со чај, со Тоа лимон си да ритуали, стартуваме. Тоа си ритуали. Тоа е во главата. главата. Значи не можеш да смениш некој човек кој 30-40 години, тоа го како ритуално е, не е. Ама вашата заклетва и вие како лекар мора да им предочите на луѓето што е ризикот, Така. за да утре не им биде цацко крив. Уште еден ризик фактор, нели, е да добро спиење или спиењето да кажам. Спиењето, значи треба да биде за возрастен човек над 60 години 7 до 8 часа. И тоа да спие во континуитет. Прво, Има многу не постои модерно во последно време слип апнеа, она кај што нели луѓе не постои простата што ти дава после 50 години да спиеш 6-7 сати споено. добро простата може и онака као у полусон ќе завршиш работа, ќе Важно е да легнеш го продолжиш. и пак ќе легнеш да спиеш. Меѓутоа, значи сон недобар, неквалитетен сон од тип и на оние слип апнеи, кај што луѓе кои имаат оние гоезни луѓе, кои се обезни, значи имаат мекото непце обично и запаѓа И хрчат. го затвара, хрчат, го затвара душникот и на тој начин настанува прекин во сонот и тие се будат по десетина пати во тек на ноќта и немаат квалитетно спиење. И се уморни во тек на денот. И како се решава тоа? Па тоа се решава прво со правилна диагноза, постојат посебни апаратчиња со кои се диагностицира тоа, меѓутоа и со на CPAP девајси со кои се подобрува, значи притисокот со кој се легнуваат со апарати. Не те разбирам. Со позитивен притисок се подкрива тоа непце и добива Ставам апарат у дишењето е нормално тоа. Ставам апарат у уста и со тоа треба да заспиам. И организмот се обскрува доволно со киселина. Каков е тоа? Еве, бидејќи ја имам проблем, у камп не смеам да идам. Бидејќи ја наследно, по фамилија, хрчам, татко ми не умре од срце, живееше со сема повреда, али хрчењето беше страшно, по една минута знаеше да не диша. Така. А кога ќе захрчаше, преку 3 спрата. Исти сум и јас таков. Значи, како го рече апаратот? CPAP се вика, значи CPAP. тоа е позитивен притисок. Значи SIP, да, up, anti-snoring. sleep apnea може да напишеш. Ево. Ова за подврзување? Не. Има друго едно као со овакви со едни пластични црева кои внесуваат позитивен внатре притисок и на тој начин се држи отворен дишниот канал. До каде Не, ги не е ова. внесуваш? Тоа е посебен апарат, не е ова тоа, не е ова. Значи ова слипап не може да напишеш, само да провери. Слипап не е сипап. Ај на вториот блок После, реклами кој ни добро, се приближува, ќе ми помогнеш да го побараме, бидејќи Добро, окей. рчењето е на вистина проблем и Проблем твоите е, колеги проблем е исто ми го бидејќи- рекоа, реши го со бидејќи- некаква машина. Таа Тоа е таа машина ми машина. рекоа 1000 евра дека кошта. Ја Точно, тоа е таа машина. Значи, си ја носиш, тоа е као едно портабелче мало, одиш некаде, си го носиш со себе, на одмори, хотели, било каде, дома. При Мене спиење две- се инсталира и тоа е. Ама наредниот ден си наспан, одморен, за разлика од луѓето, тоа е голем проблем, бидејќи луѓето се наредниот ден се уморни, ненаспиени и значи умор во тек на целиот ден чувствуваат. Еве, Тоа е тоа. зар може Тоа човек е тоа. нормално да спие со ова? Тоа е тоа, да. Еве, CPAP систем. Па ја мислам ова Портабелче човек. мало, си легнуваш. Викаш дека може комотно да се спие со Како ова? не, како не. Ова, да видим, ова може Зегин да го набави преку нив. Многу дека мина ги ќе има се сега. заинтереси.
Чекај сега, оваа машина бучи? Работи компресоре? Не. Не, тивка е. Тивка е. Тивка, да. Многу ме тури на мисла. Со ова делува непрактична, ти векаш дека со ова може раат добро да се спи. Сигурно. Сигурно. Значи, видам. тоа е сега околу спиењето, рековме, друг фактор, спомнам Ева исхраната. Исхраната. Машинава, чекај, многу ме А, заинтересира ова со сега, машина. добро, ајде, Колку добро, длабоко питаме. ова навлегува во ноздрите? Или ова е само на носот? Ова е со маска овде. Само тука? Па што спречува тогаш да харчи? Таа внесува позитивен притисок внатре во во устата во позитивен притисок. Така, и го држи отворено ова Непцето. Да. Носот и устата. Добро, тој позитивен притисок не окей е спрема белите дробови повикачен Окей, притисок. нормално дека е Не е окей, ништо. Напротив, поише кислород ќе има. Точно, повеќе кислород за мозокот и за сите органи. Ништо ќе им предложам сега на колегите од Зегин да набавиме, да се набави вакво и мислам дека може да биде хит меѓу ова. Зошто е олку скапа оваа машина? Може би постои не можам да поевтин. дадам одговор. Да, добро, ти си лекар сепак. Добро, ќе разговарам со некој друг за ова. Сакаше уште еден, докторе, уште еден. Околу исхраната, реков. Исхраната. Да. Што е ризично, а после ќе збориме што треба и како. Значи, исхраната нормално, ова во основа, значи, треба да има поделена да биде во неколку оброци, да нема наеднаш, ако погрешно е она, дека ако не доручкувам, да скокнам еден оброк и после тоа ручекот ќе биде преобилен или спој на вечера и ручек, значи тоа е погрешна стратегија. Најдобро е да се има 3 оброци, доручек, ручек, вечера, измеѓу ужинки, со тоа што, значи тоа зборам во основа, да нема прејадување, да храната биде со повеќе свежи продукти, салата, овошје, зеленчук, помалку месо, тестенини помалку, особено бурек, пита, бурек, пита. Смеј се. Смеј се. Познаеме, бурекот е нездрав. Затоа и се вика емисијава јади бурек. Да. Зошто сите толку ја хејтаат емисијава. Знаат дека е нездрава. Значи, тестенините избегнување и особено заситени масни, оние... Што е тоа заситени масни? Заситени масни киселини. Тоа се, она ги има во маргарин, сланина, во колбаси, во сите оние продукти суоместнати кои се конзерви и така натаму. И сега има една работа. Значи, најдобро е во семенки, житарици, авокадо, ореви. Ова е тоа што им го Ова препорачувате. тоа што треба, значи ореви, маслиново Интересно, масло, риба 2 пати неделно. И тоа лосос, харинга, туна. Лосос и туна богати барем со е омега. вкусна и ефтина. Се наоѓа и едното и другото. Да. Црвеното месо Црвеното одбегнување. месо да се одбегнува. Така. Значи сите овие лоши навики кои, значи за еден ден ако човек погреши не е страшно. Страшно е да го греши секојдневно. И нормално секојаш И тоа 3 пати дискутабилно во ако збориме веќе во исхраната, секојаш нели као една тема, табу тема виното, што со виното, значи беше доскоро кај нас као кривец за јас имам притисок, не пијам вино и така натаму, од вино ми прави ово, вино ми прави она, нели? Па секој зема некој апче и избегнува алкохол, Па не, било како. кај нас црвено вино се пие кога луѓето ќе се најадат или со пастрамајли, со некое богато јадење, меснато, солено, мрсно и така натаму, и сега вика сега црвено вино. И кој ќе се качи притисокот, криво е црвеното вино. Значи, обично така оди. Меѓутоа, вистината е друга. Еве, ќе го споменам францускиот парадокс. Знаеш за тоа, нели? Тоа Дека уште французите пред 40 јадат години сланина,
пијат вино, Така, сланина, имат гушча, гускина паштета една која е многу јадат мрсна. кроасани, Разни масни, они сирења, тоа зборив што значи да се избегнува полномасни сирења, меѓутоа французите во својот, нели, она репертуар, да кажем, ги имаат секојаш. Ама кај нив они тоа умерено го јадат, не умерено. Па добро умерено, ама кога го јадеш секојдневно, таа густина маси, тоа во одреден реон во југозападна Франција, значи е направена некоја посебна голема студија, и кај што е увидено дека луѓе кои со таков начин на живот нема друго објаснување, туку тоа конзумирање на вино им помага. И сега испитано, направено преку многу студии, дека една состојка од виното, тоа е ресвератрол, значи состојка од тип на полифеноли кој директно делува на одлагање или као антиоксиданс и на одлагање на таложење на мастите во крвните садови. Дури тој ресвератрол во кој препорачано, во кој вина најмногу има, да кажем, во сира, во каберне совиньон и во пино нуар. Тоа се вина, црвени вина кои најмногу. Се зошто во црвените? Затоа што овој ресвератрол го има во лушпата на грозјето и нели во црвеното вино тој подолго лушпата лежи подолго со вино во почетниот процес на формирање на вино, за разлика од белите вина. И затоа тој ресвератрол е главна, да кажам, состојка која е позната и која е поволно делува. И сега прашање е дозата. Или што би рекол он еден стар познат доктор од 16 век, вели, виното е храна, лек и отров. Само зависи од дозата. Чи зависи колку го пиеш. Дали ќе биде храна, лек или отров. Знаеш што си ми препишал од лекарства? Така. Од, не знам. Добро, не е битно, знам, ама добро. Да. Треба јас да пијам вино? Нормално. Колку треба и кое вино треба да го пијам? Една чаша на ден црвено, квалитетно, добро вино. Еве реков. Што е? Значи, сира, пино нуар, каберне совиньон. Тоа се сортите, а сам да си одберам од каде, што и како. Така. Една чаша што е за тебе? Една чаша е 200 милилитри. Да. Дали одеднаш се пие, дали со јадење или да го пијам како пијало, како сакам? Со убава чаша се пие со мерак вино и не наеднаш. Значи за мерак се пие вино. Што е полека? Значи не наеднаш како на идиоти, објасни ми, еве јас сум идиот, те молам објасни ми. Што е со мерак пиење прво временски, за да се научам? Ти ме научи дека сум дисциплиниран. 5 години те слушам и... И супер иде до сега. 5 години одличен. Еве, сега кажи ми. 2 деци вино, црно вино да пијам на ден? Обично, после ручек е најдобро. Значи, после јадење. Една чаша. И нека биде 2,5 да не го пијам има како прилика. кафе, онака додека седам, не, туку со храна да биде. После храна, да, или со храна, или после храна. Си го пиеш полека, густирање, 1 сат, голтка по голтка. Така, бидејќи не трпам алкохол. Па нека биде пола сат до 1 сат, зависи. Сега има индивидуално, некои луѓе не се сите исти, нели, некој му треба волку, некој му треба, некој може и 2 чаши да поднесе да нема никаква реакција. Ама не е работава за реакција. Колку мене ми е потребно, бидејќи ја... Една чаша. Таа една чаша мене ќе ми служи како... Значи, докажани се, има и студии кои се правени на огромна бројка на луѓе кои се третирани дневно дури до литро. Со неколку месеци по литро вино, по 1 литра вино. Но тоа е алкохолизам за мене. Не, добро, тоа е во научни цели, да кажем, и докажано дека и кај тие мастите се симнати долу, меѓутоа алкохолната компонента на виното е таа штетната, да кажам, компонента која го прави виното да не смееш да го преку граница. Затоа велиме вино се пие умерено. Што ми препорачуваш? Еве не го поднесувам алкохолот. Навистина, не можам гриоте. Еве од алкохол вино најдобро. Ама не поднесувам алкохол, ми смета. Па добро, да го... малку по малку тренинг. Да има блага седација, значи ќе го намали тој стрес
оној кој секојдневен стрес го има човек. Може ли да го сварам? Да го извадам алкохолот јас? Не знам за тако. Не знам што би постигнал. Да го ќе испари алкохолот како прво, ако вино го се загрее. пие, значи вино со мерак, во чаша, во широка чаша, да осетиш и вкус, и мирис. Да не го збориш за рачкам него. термално, да не го Немој да го додавам, рачка не го вино, правам. тоа е Нели, она виното, грено некој се вино трудел и да така направи такво вино, значи од почеток, од Ама ова берба, индустрија од не све е тоа. добро. Па добро, се потрудил да направи добро вино и сега да му го уништуваш или да ставаш во него сокче за да го пиеш, тоа е катастрофа. Не, напротив, гледам да го избегнам алкохолот, бидејќи тотално ми е неподнослив алкохолот. Не пијам, воопшто, у живот алкохол не ставам. Ми се случува еднаш годишно пиво да се напијам. Тренинг, Време е да почнеш. време е да почнем да. Докторе, Тренинг. давам чесен Титов пионерски збор денес Дека од утре. дека од утре редовно ќе почнем да пијам црно вино, квалитетно. Така. Нема да почнем од 2 децилитри, ќе почнем од помалце. И физички активности, рекуваме. Велосипед. Знаеш Како? дека на секојаш на преглед ти доаѓам запотен затоа што со велосипед доаѓам. Среќа што сообраќајот во Скопје е ужасен, така што луѓето кои имаат проблем се малтретираат во автомобилите. Има една чудна работа, еве и ти си велосипедист, ти ќе збориме малце подоцна за тоа. На велосипед во најголема гужва и во најголемо невреме се качуваш нерасположен, поминуваш низ сите гужви, се враќаш расположен. И тоа е чудно. Да. Тоа е чудно нешто. Значи, не ти смета ни го... Влези во кола, тоа И е... издолни гасови и некои... Не, истите гасови дури и повеќе на точак ги имаш. Ке ставиш Така, на маска. да, тоа е. Ама самото чекање, толку напнува, тргни, застани, толку е стресно, да велосипедот е, не знам, плюс тоа кеот го имаме од еден крај. Добро, затоа ја подразбирам велосипед не во градски услови да се вози, него да се излезе, па макар и со кола некако да се излезе до некое место кај што ќе возиш надвор, нели, од ова урбана средина кај што има убави патеки. Скопје има преубави патеки. Каде ти возиш обично? Надвор од Скопје, па нема кај што не сме возеле и имаме, значи, некои маршрути кои... Ти збориш офроуд, ја зборам сити Не, байк, не, имам сити ја байк, само за... Со сити байк? Да, роуд. Роуд? Да. И каде идеш на роуд? Одиме, еве, Лешок, да кажеме. Лешок. Јегуновце, Лешок, честа тура. Аха. Одење, враќање, 100 километри. Вау. Да. Група тоа идете, Група, велосипедисти. да, имаме една група, така, Аха. добра група. Порано Бици банда, па банда малку не ни личеше, сега се Бици Старс. Бици Старс. Да. Група имате? Група, да. Колку број членови? Па околу 15. Официјално имате негдека нешто страна или неофицијално? Не, официјално така, измеѓу контактираме. Пријатели сте? Да, пријатели сте. Имаме, Браво. да. И сите велосипедисти? На Вибер контактираме, даваме предлози за возење, секојдневно се контактираме, особено за викенд, нели, по можност. Планираме тури, ќе одиме ваму, да речеме, одиме во Лесновски манастир од тука. Одиме, тоа е 120-130 километри. Неколку пати одевме натаму до Свети Николе, одиме, тоа е источна варијанта, па одиме горе до овој преубав предел Скопска Црна Гора со овие манастири таму, па до Рамно горе. Јужно до Козјак одиме. Тоа е малце напорно, качуе? Да, 1000, колку беше, 300-400 има. Ти знаеш кој пулс ја ќе го качам? Па тоа е целта. Па ќе качам 200. Со тренинг. Со тренинг? Да. Сигурно ќе биде подобро. Така. Но, добро, секоја нема таа можност, ја обично... Добро, треба само да се сака. Само да се сака. Само треба да се сака. Знаеш, обично луѓето, кои ќе прашам, нели, обично прашуваме пациенти доаѓаат, и сега гледам дека попуштил малку, дека слабо стои физички, нели, кој ќе направиш стрес тест, одма гледаш и ќе го прашаш нешто слабо активност и следува алиби. Знаеш, зимата беше ладна, активност слаба, или летото е топло, или имам работа, и сите овие алиби варијанти, знаеш, кај луѓе некако
не треба многу повеќе волја. Значи, треба да имаш и барем, реков, во тек на денот, секој човек може 1 час да најде за себе и да се активира. Значи, дали ќе оди пешачи, ќе трча. Еве да ви кажам, додека ова пишувам и да ви илустрирам, како јас се снајдов, бидејќи јас сум центарско дете и центар е многу user unfriendly за пешачење, за било што. Па дури и да стигнеш до кеот, па и временските услови не се секогаш. Затоа што дома мораш најчесто да вежбаш и обично е најлесно и најбрзо, тие 30-40 минути, на времето си купив многу ефтино на старо лента за трчање, за пешачење. И стои склопена, кога ќе ја пуштам еден филм, 2 сата си пешачам. Пешачам, не гледам колку качувам, едноставно да испешачам, не трчам. Пешачам, ама 2 сата филм на нога го изгледувам. Тоа е една работа. Кога ќе почувствувам дека малце паѓам со формата, скоро секој дневно, иако они не го препорачуваат, има една програма која неколку пати им ја препорачувам на луѓето. Се извинувам, не е уште тоа. Хасвит програма за вежбање. Ја има на не можам да добро. Постои една програма, ќе ја најдам, ќе ви ја пуштам сега, ќе идеме со вториот блок реклами, а тоа е програма на YouTube. Бидејќи сам да се натера човек да прави нешто, не. Дури и за храна ти треба помош. Не можете само оваа борба ни за ослабење, ни за вежбање, само мотивација и не може никој нити да ти напише програма, вака ќе направиш, значи тоа е све со сила. Значи мора да најдеш некој мотив, еден час дневно и тоа е. Првиот мотив, докторе, беше стравот. Значи после сево ова сменив живот и ослабев 10 килограми. Значи ја бев, кога дојдов кај тебе, бев негде 120 килограми. После тоа ослабев 10 килограми. И сите ми исчестита, стојгнав негде кај 15 килограми ослабев и разликата беше очигледна. После тоа веќе не можев ништо. Ги пробав сите диети. Не хроно, моно, ваму, таму и така натаму, да некаде во октомври веќе бев вратил некои 3-4-5 килограми и отидов на една скапа протеинска продимет диета, каде што 2 месеца некоја вештачка храна јадев и за 2 месеца симнав сериозни килограми. Ама што се случи? Не е проблем, бидејќи парите што ги давав за храна, буквално ги дадов за оваа вештачка храна, така да салдо нула ми беше. Но што се случи? Бидејќи сватив една борба дека има во мене навлеченоста на шекер. Докторе, ја ќе те кажам, сланина, меса, сирење, никаков проблем не сум осетил од нив. Но, шекер, тестенина, брашно, значи се што содржи шекер и брашно е ужас. Дали е тоа кетчап, дали е тоа сенф, дали е мармалата, дали е чипсови, смоки, тоа е хорор, ужас. Кетчапот е повеќе мармала. Доматот го исфрлив затоа што веќе ми е преблак. Не го перцепирам како го намалив овошјето. Јаболко од време на време. Значи немам потреба од шекерот, кој го почувствува дека шекерот е она што откако ти дојдов кога ми испофали, ја не бев веќе, бидејќи некој клик се прави во тие 2 месеца на симнување, како од хероин сум се симнувал, бидејќи ја сега, бидејќи не можам бе вкусот на благо, користам стевија. Еве, стевијата ќе отидам у Zegen Healthy Food, ја имаат, ова е најака, 1:5, ама гликозниот статус не ми го менува. Мерам, значи кога ќе земам ова, ќе се измерам после пола сат, после сат и ништо не менува. И само вкусот. Значи како овие од хероин што земаат, нели, замена место хероин, хептанони, метадони се извинувам, го ќе земат, така и ова. Значи болест
на зависност е шекерот и тестенината која го создава сето тоа. Значи солено, мрсно, сладко. Тестенините. И што ни останува? Овошје, зеленчук, салати, вариво, значи храна да биде кувана, вариво да биде, да не биде пржена, да не... Ај ќе разговараме веднаш по рекламите. Одиме со вториот блок и да го финишираме разговорот со најбрзите и најдобрите совети. Не е страшно, излезни решенија има. Треба ли често човек, треба ли нешто да му се случи, па да дојде да се провери? Како да, ни раскажавте, храна... Како да се открие? На време, како да се открие? Треба ли нешто да осетиш, па да идеш на лекар, или треба да дојде до кај вас, да направи еден преглед, еден ЕКГ или било каде, било што? Па добро, постојат, нели, скрининг, испитување кај што може пациент кој и нема никакви потешкоти, нели, ќе направи едно обично ЕКГ, ќе направи заради тоа што не бил до 40 години, да кажам, никогаш на кардиолог или некој кардиолошко испитување, ќе си направи ЕКГ и зависно од тоа, нели, од тој скрининг, ти ќе му препорачаш понатаму што треба да прави. Меѓутоа, најчесто млади луѓе доаѓаат као мотив, нели, она за преглед со градна болка. Градната болка секогаш е аларм кај секој пациент и нормално таа треба се расчисти, да се види доколку е од срцево потекло, да го докажеме тоа или да го отфрлиме. Ако отфрлиме, тогаш ќе бараме друго, значи дали е тоа костено мускулна болка, дали е со нешто со белите дробови, некој така постаро воспаление или било што, меѓутоа битно е да ја диференцираме болката и да ја докажеме на некој начин за да пациентот биде мирен. Затоа што реков, најчесто млади луѓе доаѓаат со овие симптоми на градна болка. Нормално прво пристапот е како изгледа таа болка, како квалитет има, колку трае, кога се јавува. Значи мораме да ја апсолвираме добро тој симптом на градна болка кога се јавува. Значи, ангинозна болка или болка поврзана со корена на болест се јавува најчесто при физички напор. Најчесто. И тоа е таа таа ангина пектори, стабилна ангина пектори, доколку постои, се јавува при физички напор, може при стрес, при покачен крвен притисок, нели, човек да се возбуди, адреналин и пак да се добие таа градна болка. Таа болка изгледа као стегање во гради, краткотрајно, може минут-два да трае, може да иридира према лева рака, може према долна вилица, као го опишуваат као стегање овде и као плоча во гради. Значи тоа е типична ангинозна. Ама ова е сериозно. Не, збориме за ангинозна болка, значи типична коронарна болка. За да правиме разграничување од оние другиве. Обично луѓето викаме боцна, ме пецна, ме прободе, ме жари, ме пече. Жарење, печење асоцира на болка во стомак или желудечна. Жарење, печење. И добро, и ако земе сода бикарбона и престане, знаеш дека е стомак. Престане, ама кој ќе дојде пациент, мораме, нели, некош еве, како мене. Тебе почнало со стомакот. Стомакот. Значи лажна болка, рефлексна. Так, значи, јас сум имал срцева болка, но не се манифестирала ништо како тоа. Секој ќе ми текне, имав дете и некои вртоглавици, ама сум ги игнорирал. Имало сигурно некое стегање, као плоча, као тежина. Тоа не. Тоа не. Има вртоглавици и немир во стомакот. Ја не знам што ме натера да дојдам у систина, видите, инстинкт. Добро, значи некојаш знаат овие, особено кај диабетичари да бидат и silent angina, велиме дека тоа се оние без болка, значи безболни да бидат. Кај луѓе кои имаат невропатија и тие не може да осетат класично, да осетат како луѓе, како аларм стегање и доаѓаат со знаци за инфаркт, он нема болка. Нема нешто. Значи нема болка, меѓутоа гледаш
по ЕКГ, по лабораторија, гледаш дека има... А барем денеска ЕКГ секде може човек да направи. ЕКГ може секаде. Прво ЕКГ И направи да се после препознае, се. да се препознае. Ако имаме нешто Значи, сомнително, или крвна слика кога прават, бидејќи се сеќам Крвна слика не прават вообично во скрининг со Треба тропонини, посебно да ја побараш? Значи, можеш да имаш мотив за тоа. Можеш да имаш, значи, кога доаѓа пациент да се жали на градна болка и доколку имаш нејасно ЕКГ или за да расчистиш, можеш да бараш специфично. потврда, да, специфично. Тоа тропонин, да, во ред. Меѓутоа не можеш на секој да земаш тропонин. Не, кажувам дека приватно кога сум одел во лабораторија, сум го контролирал, сум барал за тропонинот да ми покажат, за во меѓувреме, нели, Нема бидејќи ја кај што живеам до мене имам лабораторија и затоа добра, ми беше викам што ќе се мкнам до системот. Не значи ништо секојдневно зашто да земам. Не секојдневно, кога ги правев тие периодични така, добро. и ти ги праќав за да не те гневам. Така. Значи, човек во секој случај треба да си направи контрол. Кажи ми сега, годините кога ти доаѓаат луѓе кој ти е најмлад стент? Па најмалку 27 години има. 27 години. Вчера ми дојде еден пациент на контрола со 34 години од Швајцарија, пред 9 месеци беше. Работи таму во Швајцарија и наводно имаше коронавирски навод и наводно по препорака од швајцарците беше за бајпас. Меѓутоа пациентот премлад, а има фамилиарна позитивна генеза по татко, по браќа, значи скоро цела фамилија, она што реков наследен фактор, ова болест е во голема мера наследна. Значи сите браќа, едниот имаше бајпас, татко, чичковци и така натаму, во таа машка линија. И вчера кога бев дежурен, баш ми дојде на контрола, одличен, намалил телесна тежина, онака гледам фит, направивме стрес тест, супер. Меѓутоа имаше препорака од Швајцарија за бајпас, кој тој го одби и дојде кај мене, го видов цедото, можеш да направиш, реков може. Беше тешка, да кажем, комплицирана интервенција на многу лоши. Колку стента? Два стента. Да, два долги стента ставив, меѓутоа со Честитки, одличен резултат и дури од кога се вратил назад, бидејќи ние, нели, ова CD која е снимка од самата интервенција, и се јавија од колегите од таму, така со едни убави зборови, мислам, која е како мојава оваа, например, да се слушне од колега, да ти, нели, на некој начин е убаво признание и убава сатисфакција. Така најстар стент? Најстар 91 година имаше. 91. Да сте живи и здрави. Ал ви вера. 91 година и ти и они сите. Што збориш? Значи гајле нема. Гајле нема. Нема да нема граница за стент. За стент нема, за возраста нема. Рок на траење нема. Рок на траење нема, дали колку вика дали треба да го вадиме или не треба. Нормално. И обично после тој стрес се менува све. Луѓето го сменуваат. Помладите луѓе после година дена се враќаат на стари навики. Точно. Значи и обично во кое, нели, во тој период кој ќе му објасниш дека цигарите, дека ова, она, све, значи поред сите ризики фактори и нели прво ќе се фатиме за цигарите да престане да стоп на пушење и нормално доаѓа прва, втора, трета контрола, гледаш не пуши и после 5-6 месеци во малото джепче одем гледаш. Ама сега вика почнеме по една по две, или по една по две и така се враќаат, многу често се враќаат на тие. Значи неле и ќе пази еден период. Значи многу е важна дисциплината. Тоа се све периоди, меѓутоа јас пак ќе кажам, никогаш не е доцна да се почне да се живее здраво. За никого не е доцна. Значи човек грешел цел живот со некој свој стил на живење, меѓутоа никогаш не е доцна, дури докажано кај луѓе со коронарна болест дека со промена на стилот на живење до 50% го смалува ризикот до 50% да му се повтори истата случка, она што го добил. Значи, до 50%, тоа е голем процент. Само со смена на животниот стил. Штом земам плата, доаѓам кај тебе да ја направиме втората коронарографија. Само сликање. Само сликање. Само сликање ќе биде. Ама со евентуално... Неверувам. Ја ќе бидам овој пат спремен, бидејќи имавме долг разговор и да ти кажам, не ми е страв, затоа што знам дека сум во твои раце. Верба.
стекнав многу доверба во тој тим. Така, И браво. тоа е многу убаво едно чувство од човек кога имам доверба. Око нема да ми трепне. Се нормално, ја у моментов, знаеш, кога го помислувам тоа, се ежам, страв ми е човек, сум ова, она, не сум храбар. Но кога ќе се одлучам, ќе дојдам набрзо, ќе ја направиме, за 2-3 дена, тоа ќе биде преку викенд, петок ќе дојдам, у понеделник сум пак назад на емисија, да ќе ми дадат еден ден слободен, Ни ден нема да имаш. ни ден нема да имаш. И си продолжуваме понатаму. А сето тоа, па, од друга страна, па и ќе ме свести, нели, да си продолжам Со начинот, на живот, новиот начин исхрана, на живот, за исхраната, поправи физичка ги активност, забите, вози велосипед, вози велосипед, една чаша вино, една чаша вино. Црвено Леле, вино. тоа не можем да го сватам дека јас се храна, заколнат значи јавно. некој ограничено сладките работи. Тоа е многу важно. Не ограничено, изфрли ги. Така е добро, ограничено. Подобро изфрлете. Луѓе мои, луѓе Солена мои. храна, значи 6 Да грама, ви кажам. све да биде под 6 грама сол, исто. Како? 6 Дај го грама кажа. сол дневно. Максимум, да. Како тоа да го Е сега одредиш? како да се мери, не знам, ама до 6 грама е дозволено. Подобро не ставај сол. Да не осетиш сол. Бидејќи да не осетиш сол Да. во храната. И сето тоа е навика. Навика е, затоа реков, значи таа навика створена со години го прави Луѓе, она. возможно е. Ја ако ви го викам, кој сум човек со слаб карактер, сугестивен, кога јас сум успел да го исфрлам шеќерот и брашното од пусти страв и од пусти инат. Значи 2012 беше стравот, ама стравот го поминав и пак се врат. Ама ме фати инат, се мотивирав и успеав. Не бев сам. Навистина, имаше и стручно лице кое ме и така натаму, но не се. Стварно, у глава, ако расчистиш, не ти треба. Тоа ми падна шекерот, се приказки за мали деца. да. Не Да постои. падна, дај да земам нешто. Дај да земам нешто. Тоа е се е у глава овде. Бидејќи никој не може да замисли дека еден оброк може да ти биде, еве јас сега вечерва ќе се вратам и ќе јадам. Што секој лекар ќе рече е чудо, немој да јадеш. Катастрофа. Ама што ќе јадам јас? По ова време. Ова време. Ама затоа што јас сум станат у 12 на пладне. Оброкот денеска едини ми беше изедов парче моцарела. И толку сум јаден. Не чувствувам потреб. Ама вечерва сега, бидејќи до 3-4 сабајле ќе бидам буде, ќе земам салата, ќе земам брокула и ќе земам 2-3 големи краставици. Добро. И еве ја стевијата кај ја сокрив, од стевијата ќе си направив едно благо, ќе им го направам на гледачите, све си купив, ќе отидам до Healthy Food и ќе си купам кокосово масло, какао, Кокосово масло, да, тоа е добро. добро. Палмино не е добро. Чекај, таки карди. Палминото не Палмино чини. не чини. Значи кокосово масло, Кокосово, да. какао, цимет, го мешам тоа со малку вода и го оставам да се засуши. И добивам еден еурокрем, едно чоколадно кремче и тоа ми е замена за... Со стевија го засладувам. Тоа е сладка, она Тоа дневна е- сладка. Да. И да ти кажам, еве искрено да ти кажам, и на тебе, као на лекар морам да ти кажам, затоа што ти ми рече, Јанко, слушај ме, ако не се придржуваш, најди си друг кардиолог, ја не сакам да ти бидам одговорен кој ќе си го уништи животот. Ама веќе си ми добар пример. Сакам Така да и им ќе видиш кажам, на крај и добра приказна. Мислам дека после таа коронографија која ќе ја направиме, мислам дека ќе биде добра приказна, ќе ја правиме уживо, бе. Да. Уживо ќе ја правиме. Може со камера. Може и со камера. Така, еве. уживо ќе ја правиме. Значи, И да со ме тоа чујат ќе како јас докажеме- морам со лекарот, он мене овдека ми бута и викам докторе, ја ја осеќам. Добро Јанко, добро Јанко. И ево, докторе, а ова од лева страна, музиката не свири, ова се дојде. Тешко вас со мене. И со тоа ќе докажеме како бил првиот наод, како е сегашниот и како може човек кој ќе го смени животниот стил и да смени многу работи, многу пороци, што значи тоа за оваа болест. И некој ќе рече, абе што? И да јадам и да не јадам, пак ќе умрам. Не е тоа. Да,
Имаме Не е еден тоа. другар вика зошто возиш точок и ја го па возам нели добро ова на кондиција така поспремен и така натаму. Он вика и ти ќе умреш и ја ќе умрам. Така е. Ама ја ќе се наведнам и ќе си ги врзам кондурите без да се онесвестам. Као порано што ми беше. Кога ќе застанам во јавен тоалет, hello, се гледаме со пријател. Кога понекогаш и ќе си дозволам, ќе седнам у ресторан, ја не паѓам у несвест до толку да сум веган или што ти ја земам и месо у ресторан, ќе јадам и пица и така натаму. Само знам дека не се осеќам добро ако јадам малку повеќе. И ако Никој не се отидам осеќа. на свадба или на прослава, ја не правам будала од себе, не, ја не јадам тоа, не, јас сум веган, ја ова, ја... Не, од све ќе си качем. И да не чепнам. Ама 3 дена сериозно ќе се исчистам. Со малку повеќе возење, малку повеќе трчање и малку повеќе зелена храна пред мене. Така, се И враќаш. препороден. Значи тоа секогаш го зборам. Во неделат ако имаш една добра дисциплина во однос на исхраната, на активности и така натаму. Еден ден може да има човек повод било каков, не мора во тие поводи да кажеш ја не смеам ова, не смеам она. Значи нормално. Ќе имаш малку повеќе ќе си ја пуштиш душата, меѓутоа наредниот ден повторно се враќаш на оној програм диетален од претходно кој го имаш. На страната на Ачи Бадем Систина може да контактирате има контакт со доктор Маријан Димитровски, од сите одели ви се тука на располагање, така што можете да му пишете, евентуално можете таму да се јавите да закажете преглед. Ако одлучите таму, постојат и други институции, постојат и други лекари, така исто изворедни добри. Ние сме вечерва овдека не да фалиме и да правиме некој пиар, Сигурно. туку да ве ослободиме од стравот дека постои надеж и дека не е страшно и дека сето ова И дека има надеж за оваа болест, дека може да се реши многу елегантно, значи може да не само со, не рекоме овие во начинот на живење или со превенција, туку и на крај веќе кој ќе има некоја болест која треба да се интервенира со или да се заврши со интервентна процедура баш елегантно без последици, без компликации. И човекот на крај да остане работоспособен, без да промени нешто во својот живот, меѓутоа да биде онака како што бил претходно, физички здрав. Фала ви, докторе, за се што кажавте вечерва. Фала ви лично што направивте за Благодарам мене. на Лично поканата. да и се заблагодарам и на доктор Марина Јуруковска, она беше првата која ме прими и која ја откри Так. мојата состојба. Во некоја друга прилика може би и она ќе биде гостин, сеедно, тоа не е важно. Ја ви благодарам за вашето внимание, почитувани гледачи, и се гледаме утре вечер. Тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.